Долговите и обврските од општинскиот буџет се поголеми од приходите, а мали се можностите да се покријат во краток период, поради што финансиската состојба во општина Кочани е сериозно лоша. Транспарентноста во работењето што го ветив пред изборите ми налага вистинската состојба да им е соопштам на граѓаните, рече градоначалникот Николчо Илиев на својата прва пресконференција по преземањето на функцијата, а на која тема беа општинските финансии. Првичната анализа која направивме, односно ја направија службите на општина Кочани, покажува дека нашата општина во моментот е неликвидна. Со други зборови, да кажеме дека трошоците кои ги имаме не ги покриваат приходите кои ги добиваме секојдневно. На функцијата градоначалник сум од 25 октомври и според сознанијата, односно според информациите што ги добив од моите соработници, ние во моментот имаме на тековната сметка, односно долгови по однос на обврски кои се направени во изминатиот период, значи тековни по фактури околу 48 милиони денари. Тоа значи дека обврските денеска што лежат за измирување само по основ на тековни обврски се околу 800.000 евра. Илиев додаде дека покрај овие долгови, општината има и финансиски обврски за отплата на ратите од земените кредити од Светска банка, од кои едниот кредит има остаток за враќање од 19 милиони денари до 2022 година, односно нешто повеќе од 300.000 евра, додека другиот што доспева за враќање до 2027 е на износ од 57 милиони денари, односно околу 1 милион евра. Освен нив, општината има и невратена краткорочна позајмица од буџетот на државата во висина од 3,5 милиони денари, што не е подмирена со години, како и други обврски по основ на изведени проекти, а за што пристигнуваат фактури. И на крајот, кога ќе ги собереме се вкупните обврски кои произлегуваат по долгови од основниот буџет, излегува дека нашата општина е презадолжена општина и неликвидна општина, односно општина задолжена од 157 милиони денари. Или, со други зборови, нашата општина има долгови за враќање по основ на по сите основи од 2,6 милиони евра. На овие долгови треба да се додадат и неплатените обврски на училиштата во општината, што изнесуваат вкупно 43 милиони денари или над 700.000 евра, поради што едно училиште веќе има блокирана сметка, а наскоро тоа може да му се случи на уште едно, додаде Илиев. Исто така, трошоци на буџетската сметка се направени и со неодамна завршените локални избори, и тоа во висина меѓу 2,5 до 3 милиони денари. Сепак, и покрај ваквата состојба, Илиев рече дека ќе работи на поправање на финансиската дупка. За да може општината понатаму да продолжи да функционира, ни следи, за жал, најбрзо што е можно, ребаланс на буџетот за 2017 година, се со цел да го доведеме буџетот во едни рамки каде што ќе можеме колку толку нормално да функционираме, односно со ребалансот ќе предвидиме кратење на приходите кои веќе ги нема, се предвидени ги нема, меѓутоа од другата страна ќе ги скратиме и расходите кои преостануваат уште за реализација. Според градоначалникот Илиев, и покрај сериозноста со задолженоста на општината, не треба да има паника, затоа што ќе се бараат начини за наплата на побарувањата, а ќе се разговара и со доверителите, тие да помогнат во надминувањето на задолженоста и постепено да се плаќаат обврските кон нив. На пресконференцијата имаше и други податоци околу финансиската состојба на општинската буџетска сметка, но за нив подетално ќе информираме во наредните денови.